Соодветната и правичната застапеност не се обично кадровско или административно прашање. Тоа е темелна вредност на нашиот уставен поредок, која што е директно поврзана со Охридскиот рамковен договор, со принципот на еднаквост, но и со градење доверба помеѓу заедниците во државата. Сметам дека предлог законот генерално се движи во позитивна насока и заслужува поддршка. Особено е значајно што се прави обид да се надмине моделот на така наречен балансер и да се воспостави систем кој ќе усогласи две подеднакво важни цели, односно обезбедување на соодветна и правична застапеност на заедниците, како и воспоставување на професионална, компетентна и ефикасна јавна администрација. Оваа оценка е впрочем и во согласност со мислењето на Венецијанската комисија. Правичната и соодветната застапеност е темелна вредност на уставниот поредок. Таа е категорија која што извира од Охридскиот рамковен договор и тоа е нешто кое што во најдобра и во најпрактична смисла ги операционализира, потребата од постоење на добри меѓуетнички односи. И во таа смисла, кога станува збор за добрите меѓуетнички односи, како од аспект на институциите, така и од аспект на политичарите, сметам дека е особено важно да се пристапува со сета сериозност, заради тоа што од една страна, ако станува збор за институциите, начинот на кој што тие пристапуваат кон ова прашање има можност да ги унапреди или пак да ги влоши овие меѓуетнички односи. Но истото се однесува и за политиката, за политичарите, за јавноста и за општеството во целина, кои пак, имајќи ја во предвид важноста на оваа категорија, треба да преземаат чекори кои одат во насока на натамошно унапредување, а не искористување или злоупотреба на потребата од имањето на добри меѓуетнички односи.